18-та седница на Советот на општина Кочани ќе се одржи на 30 септември, петок, на која на дневен ред се вкупно 18 точки. На самиот почеток, советниците ќе ги разгледаат извештаите за работењето на општинските средни училишта за учебната 2021-2022 година и годишните програми за работа за учебната 2022-2023 година. Потоа следуваат годишните планови за вработување во јавната општинска установа Библиотека Искра, Основното музичко училиште Ристо Јуруков и детската градинка Павлина Велјанова за 2023 година, како извештајот за програма за работењето на детската градинка Павлина Велјанова. На седницата на дневен ред е и давањето согласност на предлог за промена, зголемување, користење делови на недвижнини без надоместок на Министерството за одбрана, Оделение за одбрана Кочани. Советниците ќе расправаат и за изменување и дополнување на буџетот на општина Кочани за 2022 година, ребалансот, полугодишната информација за состојби и услови во кои се одвиваше работата на ОВР Кочани за првото полугодие од 2022 година и за новите измени на ценовниците за користење на салите во градот Кочани дадени на користење и управување на Основното училиште Свети Кирил и Методи, Основното училиште Никола Карев и Гоша Викентиев и Марина Попиванова. Меѓу последните точки на дневен ред се предлог решенијата за разрешување и именување член на училишен одбор на Средното општинско училиште Гоша Викентиев од основачот на училишниот одбор Никола Карев и иницијативата за изработка на физибилити студија за основање јавно претпријатие за производство и продажба на електрична енергија и иницијативата за развој и примена на системско и одржливо решение за обезбедување храна за лица кои живеат во сиромаштија, како и достава на храна до тешко подвижни лица.